Денеска Развојната банка ги завршува обработките на проекти од компаниите за третата транша кои комерцијалните банки ги доставуваат кај нив за да бидат кредитирани со пари од унгарскиот кредит. Од Развојната банка за телевизија 24 вела дека до 15 во месецот ги примаат проектите кои комерцијалните банки ги одобриле од компаниите и за нив од Министерството за финансии бараат средства од унгарскиот кредит. Потоа, до крајот на месецот, проектите на компаниите поминуваат низ уште еден филтер. Тука дополнителна проверка прави и Развојната банка. Според информациите, мал број на проекти досега се одбиени од Развојната банка. Досега се операционализирани 84 милиони евра. Но информациите кои ги лиферуваше опозицијата се дека дел од компаниите биле условувани со унгарскиот кредит да земат дополнителни средства од банките по повисоки каматни стапки. Властите признаваат дека е можно отстапување од првично договорените правила, но најавија дека ова дополнително ќе го проверат и ако има кршење на законот, ќе се бара одговорност. Оние компании каде што постои кредитен ризик, по изразен кредитен ризик, нормално дека ќе има и определена каматна стапка која што ќе се понуди од друга, но сепак многу поевтина од комерцијалните кои што ги нудат. Оние компании кои што во целост си имаат портфолио со кои што ќе можат да се тоа е работа на банките на крајот на денот, не е работа на Министерството или на владата да се меша директно во развојна, па да не е возможно. Телевизија 24 побара став од Македонската банкарска асоциација. Дали и колку кредити комерцијалните банки одобриле на компаниите по принципот комбинација, дел од унгарскиот, а дел од своји средства. Банките тоа не го откриваат, велат, тоа било деловна тајна. Од СДСМ остануваат на ставот дека парите од унгарскиот кредит засега не ги дава најавените резултати. Што се однесува до средства од унгарскиот кредит, 250 милиони евра за приватниот сектор и 250 милиони за општините, се уште тие не се рефлектираат во агрегатните податоци. Доколку тие беа ефективно инкорпорирани во економијата, се очекуваше барем иницијален сигнал за инвестициска активност, но таков сигнал не постои. Унгарскиот кредит го остават неколку контроверзии од самиот почеток, начинот на договарање, каматните стапки, условите за кредитирање и зашто конкретно ќе може парите да бидат искористени.